Добре дојдовте на тренинг работилницата и презентацијата на проектот Дигитален зелен пристап. Младите мапираат за инклузивна демократија. Проектот Digital Green Access е иницијатива за дигитална демократија предводена од млади луѓе, која одговара на долготрајниот проблем со непристапноста на јавните институции поради физичка бариера за лица со физичка попреченост, родители со детски колички, за лица кои користат помагало за движење и лица со оштетен слух и вид. Проектот го креиравме со цел за јакнување на граѓанскиот простор меѓу обезбедување дигитални алатки за инклузивна демократија во институциите, чија пристапност и физички бариери не треба да исклучуваат никого и треба да обезбедат трансформација на пристапноста на институциите од скриен инфраструктурен проблем во видлив демократски приоритет, зашто пристапност и достапноста на институциите не е привилегија, туку основно човеково право. Активностите ќе овозможат широка соработка со организациите за лица со попреченост и со јавните институции. Проектот е во имплементација на фондацијата ImpactNet и младите лидери од XY Green Gen и Impact Hub, учениците од 4 средни училишта во Велес. Креатор на иницијативата и иновацијата е Стефче Дечев, а координатор на проектот е Александра Димитриевска. Проектот е дигитален зелен пристап каде младите мапираат за инклузивна демократија. Тој е подржан преку грантова шема Digital Spark, каде дел од проектот регионален механизам за подршка ESA, спроведено на фондацијата Метаморфозис и TechSop, во партнерство со Civicus и во рамките на Digital Democracy иницијатива, која го офаќа глобалниот југ. Ги поканувам Димитар и Марко од младинските лидери при фондацијата ImpactNet да се обратат во име на другите два проекти кои ги реализираме паралелно и во кои се вклучени наши врсници и ученици од 4 средни училишта во Велес. Од месец март започнавме со реализација на проектот XYZ Green Gen Transformers Млади за зелени општини, која е во имплементација на фондацијата ImpactNet, а е во склоп на проектот Зелена младина, зелен раст, финансиран од Европската унија. Имавме 4 обуки досега, во кои се вклучени повеќе од 40 на наши врсници од 1 до 4 година од сите 4 средни училишта. Не фатија летните одмори, па сега имаме намален интензитет на активности, но сепак продолжуваме со дел од активностите, а од септември со полна пареа. Ни следи снимање на 12 подкасти на зелени теми, преку кои ќе го представиме зелениот договор на Европската унија и неговите заложби со појасни информации за сите нас. Потоа, изработка на посебно издание книга по рецептот на генерациите со цел представување на концептот храна не СФРО. И во тој проект имаме дигитална иновација која постепено се работи. Апликација за мапирање на површините во Велес кои треба да се озеленат и зградите со рамни кровови кои треба да постанат зелени. Среќни сме што дел од младите од XYZ зелена генерација ќе можат со своји активности да продолжат и во оваа хумана активност на мапирање на институциите и нивната пристапност. Овој нов проект на фондацијата ImpactNet доаѓа како уште еден наш мал придонес во реализацијата на заложбите од зелениот договор на ЕУ и трансформација на нашите општества кон зелени и инклузивни. Никој не треба да остане позади вратите. Од месец април започнавме со реализација на проектот Креирај, информирај, инспирирај од локално до глобално младински медијски Impact Hub. Проектот е во имплементација на фондација ImpactNet во склоп на проектот SMS Facility. Околу 40 на млади, наши врсници од сите средни школи во Велес има можност до сега да бидат дел од 5 тренинг обуки за медијска писменост, дигитализација, креирање на дигитални содржини и вистински информации наспроти дезинформации. Во летните месеци малку ќе направиме пауза за од септември да продолжиме со уште низа обуки, познати новинарски имиња, лица кои работат со дигитален маркетинг, видеоедитирање и слично. Се со цел да создадеме една младинска редакција и млади кои ќе создаваат позитивни содржини пред се за дигиталните медиуми. Наша цел е да останеме на страна на вистината, на истражувачкото новинарство, на промоцијата на можностите за младите. Да говориме гласно, да креираме содржини кои ќе отвараат можности за младите
и содржини преку кои ќе говориме со повеќе за зголемување на можностите за младите. Среќни сме што тимот на млади ќе има и додатна можност да се вклучи во овој проект. И благодарам. Проектот Дигитален зелен пристап, младите мапираат за ексклузивна демократија, предлага иновативно дигитално решение за пристапност на институциите. Оваа апликација ќе има овозможно обучени млади лица на возраст од 14 до 20 години систематски да ги проценуваат и јавно да ги оценуваат институциите според нивната физичка пристапност, користејќи јасен систем на оценување со црвена, жолта и зелена боја. Преку овој процес, младите луѓе стануваат активни дигитални граѓански актери наместо пасивни наблюдувачи. Но пред се ќе дадеме можност за самопроценка преку прашалник што ќе го упатиме до институциите. Тој прашалник за кратко ќе го представи Александра Димитриевска, координатор на проектот. Здраво. Вака сега, проектот Digital Green Access или Дигитален зелен пристап е 6-месечна младинска иницијатива која што овој проблем со пристапноста го креира во можност за целосна инклузија и граѓански пристап, значи за лицата со попречености, за родители со деца со колички, возрастни граѓани кои што користат помагала и други попречености. Значи, овдека проектот целта е јасна, да се претвори пристапноста од скриен инфраструктурен проблем во видлив демократски приоритет со комбинирање на дигитални алатки, транспарентни податоци и младенско лидерство. Проектот создава структуриран диалог со локалните власти и младите, значи обезбедува одговорност, граѓанска одговорност за ниту еден граѓанин да не биде изоставен, значи од јавниот живот да биде и без физички бариери. Сега, овдека прашалникот кој што ние ќе го доставиме до сите јавни институции, јавни установи, значи локални единици на локалната самоуправа и други правни субјекти. Прашалникот е замислен да го опфаќаме мапирањето, проценка на пристапност за лица со попреченост, родители и старатели, како што наведовме, кои користат детски колички, лица кои користат помагала, лица со оштетен вид и лица со оштетен слух. Прашалникот е составен од 7 модули, кој што првиот модул опфаќа основна физичка пристапност, значи тоа е најосновното, дали влезот на институцијата постои непречен пристап за лица кои користат инвалидска количка, дали има рампа на главниот влез, дали таа рампа е по стандарди, дали влезната врата е доволно широка, дали влезот може да се користи самостојно или да биде без дополнителна помош, дали постојат скали како единствен пристап до објектот, дали постои лифт доколку објектот е на повеќе катови, дали лифтот е достапен и функционален, дали имаме ходници кои што може непречено да овозможува движење за инвалидска количка, дали има пристапен тоалет за лица со попречености, обележани паркинг простори. Вториот модул или втората категорија е пристапност за родители или старатели со детски колички и повозрастни лица. Овдека дали пристапните патеки може да ги користат, значи родителите со колички, дали постојат ракофати или скали, дали постојат места за седење и одмор во објектите или пред објектите, дали шалтерите се лесно достапни за повозрастни лица или лица со намалена подвижност, дали има сигнализација за движење низ објектот, дали во објектот има комплет за прва помош, која е јасно достапна и на видливо место, дали вработилите имаат посетено некоја обука за давање на прва помош. Потоа третиот модул е пристапност за лица со оштетен вид. Пред се, дали постојат тактилни патеки за ориентација, дали влезовите и просториите се јасно означени со висок контраст, дали има информации или формулари кои што се со брајово писмо, дали лифтовите имаат звучни известувања или дали е персоналот обичен да помогне на лица со оштетен вид и
и дали обезбедува институцијата која што е давател на услугите да има пристапни формати или барања за лицата со оштетен вид или слуг. Дали институцијата обезбедува комуникација преку e-пошта, дали постојат такви формулари или барања, дали е достапен толкувач на знаковен јазик по потреба, или дали некој од персоналот кој што е во јавната институција има основни знаења за комуникација со личностите со оштетен слух. Потоа петиот модул е пристапност на услугите. Дали сите услуги можат да се добијат без физички бариери? Дали постојат алтернативни начини на поднесување на барање, дали онлайн, телефонски или преку полномошници, и дали постои процедура за поддршка на корисници со попречености. Потоа е дигиталната пристапност, дали институцијата има веб страна, дали веб страната е согласена со стандардите за веб пристапност, што значи дали може да има да се користат читачи на екрани, дали може да има зголемување на текстот без губење на функционалноста, дали има доволен контраст на бои и дали документите, PDF формуларите се пристапни за лицата со попречености. И дали постои веб страна или шалтер каде што ќе се има пријавување на проблеми со пристапноста. И последниот модул е политика и планирање. Дали институцијата која што е давател на услуги има усвоена политика за пристапност и недискриминација, и дали има назначено лице одговорно за прашања кои што се поврзани со пристапност. Дали се спроведуваат предсе обуки на вработените за работа со лица со попречености, и едно од основните, дали постои буџет кој што е предвиден за подобрувањето на пристапноста во тие институции, дали е изработен план за подобрување на самата пристапност. Така да и покрај постоечките закони и националните стратегии, јавните институции сепак остануваат физички и недостапни за голем број на граѓаните. Така да лицата со попречености, родителите и повозрастните граѓани, било кои, значи секој ден се соочуваат со физичка бариера до сите услуги, значи до тие институции, дел од училиштата се, можам да ги пофалам Васил Главинов и Хемиското училиште гимназија Кочарацин, каде што освен основни рампи имаат и лифтови кои што се за достапни за лицата со повречености за погорните катови. И што тоа е. Овој прашалник во главно го содржи тоа, значи преку самоевалуација институциите ќе може да се само оценуваат и потоа со сондација ние ќе креираме, значи мапа како што објаснија и лидерите во вид на боен систем со црвена, жолта и зелена. Црвена е кој што воопшто не се пристапни, жолти каде што имаат делумна пристапност, само рампа, паркинг или ракофат, и зелена пристапна, значи зелена боја каде што се целосно пристапни. Тоа значи од основни физички пристапности, веб страници кои што се адаптирани, кои што имаат светлечки насоки, шалтери кои што се адаптирани. Тоа ќе видиме во сондацијата и по мапирањето на терен кој ќе излезат на младите лидери. А сега сакам да ви ја представам и да ја дадам збор на господјата Далиборка Златева, која што е председател на организацијата на лица со попреченост и соцеребрална парализа и други попречености. Се извинам. Повели да гледам. Јас може да станам, така? Пошто ќе оди презентацијата, така? Здраво на сите, како што ме представи Александра, јас сум Далиборка Златева, доаѓам од Сдруженијето на лица со церебрална парализа и други попречености од ВРС. Нашата организација е една, како да кажам, организација која што веќе постои со децении во нашиот град од далечната 97 година
И ние како невладина организација во тој период настанавме од идејата на родителите на децата со посебни потреби, кои што видоа дека условите за живот на нивните деца овдека во Велес, па и во Република Македонија, не се достојни за живење, дека ги немаат основните права, дека секојдневно се соочуваат со многобројни бариери. Неколку родители во тој период во кој што бев и јас, а тогаш бев млада, сега сум веќе многу повозрасна, пред 30 години, се организиравме и ја направивме невладината организација и рековме дека од денес па натаму ќе работиме за добробит на лицата со попреченост, ќе гледаме колку што можеме да направиме активности со кои што ќе го подобриме нивниот живот, на тој начин тие ќе станат корисни граѓани на нашето општество и ќе можат да бидат директно вклучени во сите социјални вклучувања, општествени вклучувања, културни, спортски и активности и така натаму. Кога Стефче Дечев ми пристапи и кажа дали Горка, дали сакаш да се вклучиш во нашиот проект, и кога ми раскажа дека станува збор на вистина за еден вака многу интересен проект, јас веднаш му кажав дека да, сакам, и мене ќе ми представува задоволство да работам со младите лица од Велес, кои што еве на некој начин ќе сака да ги идентификуваат сите тие бариери од различен аспект кои што им отежнуваат на лицата со попреченост и на нивните семејства секојдневно да функционираат, да имаат одредени активности, дали станува збор за да се оди на училиште, да се оди во градинка, потоа да работат, да творат, да бидат дел од социјалниот живот, се со цел за да еве можеби после толку многу години, кога јас веќе станувам обесхрабрена, искрено да ви кажам, бидејќи како организација многу често оваа тема сме обработувале и многу често сме подсетувале дека треба да се направат проблеми во однос на пристапноста, се со цел за да им помогнеме на нашите граѓани, тие да не бидат исклучени, туку напротив да бидат вклучени во општествениот живот. Така да големи честитки за овој проект и јас посакувам со онаа мапа која што ќе изработите на крај, на вистина да докажеме и да покажеме, а тоа да биде поттик на институциите да направат некаков исчекор напред и да ги направат своите институции, односно самите места, дали е тоа општината, дали се банките, дали се здравствените ординации, сите објекти кои што се од јавен карактер и кои што секојдневно многу луѓе ги посетуваат, на крајот на криштата таа мапа која ќе погледнеме, ја би сакала да биде зелена. Меѓутоа, од она што ти го читаше сега во прашалникот, многу се плашам дека таа мапа ќе биде црвена и можеби некаде ќе се појави по некое жолтко, заради тоа што ако објектите во нашиот град се пристапни на влезот, тие понатаму не се пристапни, некои не се пристапни ни на влезот, а ако ги анализираме или ако пак гледаме да бидат застапени сите сегменти што ги прочита Александра, не верувам дека постои објект во нашиот град кој што ги исполнува сите тие чекори. Јас сега најнапред ќе ви ја представам нашата организација, како што ви кажав, сега не знам ќе одите со следовите, така? Ај вака малку ќе завртам микрофонот за подобро да можете да ме слушате. Како што ви кажав, нашето здружение постои од 97-та година. Сме формирани од родители и лица со попречености. Веќе наредната година ќе славиме 30 години и се надевам дека тој роден ден можеби еве ќе ни донесе нешто многу повеќе во однос на она се што го правиме за лицата со попреченост. Инаку во самата организација членуваат лица со церебрална парализа, лица со Даунов синдром, со интелектуална попреченост, со слепило, најразлични видови на попречености, комбинирани пречки. Денеска со нас овдека се Оле, можеш вака да дигнеш една рака и да ги поздравиш. Таа членка во нашата организација веќе не знам, можеби повеќе од 15 години. Бранкица од првиот момент, Бранкица порачна со нас. Александра Андушева, која што е не знам, иска 15 години, можеби повеќе со нас. И тука е незината лична асистентка, тетка Лила Транчевска, која што е личен асистент и помага на Александра да биде денеска со нас.
Како невладина организација во последниве 5 години многу работиме на испорачување на социјалните сервисни услуги, меѓу кои и личната асистенција, каде што е вработена Лила, и на некој начин ние имавме можност да обучиме лични асистенти кои што ќе им помагаат на лицата со попреченост повеќе да бидат видливи и да бидат дел од општественото живење. Секако имаме услугата помош и нега во домот, во која што исто така помагаме и на лицата со попреченост, меѓутоа и на старите изнемоштени лица, и една многу значајна услуга која што многу помага на лицата со попреченост, услугата живење со поддршка во мали групни домови, каде што им помагаме 24 часа на лицата со попреченост да можат да живеат, да бидат дел од општественото живење, им помагаме во тие куќи тие да си одржат својата лична хигиена, да ги земат сите медикаментозни таблетки, да се хранат, да се социализираат, да се чувствуваат како сите и останати слободни граѓани кај нас. Значи, тоа е за невладината организација, нешто сумирав кратко за да не ве оптоварува многу, а инаку како невладина организација во минатото работевме многу проекти со кои што подигнувавме свеста, работевме локални акциони планови каде што ги подсетувавме и локалните власти и националните власти дека треба во своите буџети да планираат активности, да издвојуваат средства за подобар живот на лицата со попреченост. Работевме на различни активности, од спортски активности, културни активности. Секоја година учествуваме на Велешкото културно лето, минатата, предминатата година. Се со цел само да покажеме дека лицата со попреченост можат буквално се, само нас ни е потребно да им создадеме услови. Нашата држава, не знам вие како млади деца, најверојатно сте слушнале за Конвенцијата за правата на лицата со попреченост. Тоа е документ кој што нашата држава го ратификувала и го подпишала од 2011 година, и тоа е документ кој што укажува на сите власти во која насока треба да се движат и што треба да прават за да можат да ги подобрат сите општествени состојби и на тој начин да ги прифатат луѓето со попреченост, а тие воопшто да не се чувствуваат дискриминирани, туку напротив да се чувствуваат како еднакви граѓани. Таа конвенција има многу членови во кои што опишува каква треба да биде пристапноста, какво треба да биде образованието, какво треба да биде вработувањето, понатаму какви културни и спортски активности треба да се прават за лицата со попреченост, и она што е многу битно за оваа конвенција не вика дека тоа се треба да биде посебно и треба да биде паралелно со сите активности кои што се случуваат на локално, на национално ниво, туку напротив, лицата со попреченост треба да бидат дел од сите случувања. Еве, вие денес сте овде и мене ми е многу драго што сега меѓу вас се нашите членови. И секоја друга активност која што ќе ја правите, секогаш треба да се подсетите и да ви биде некаде нели во главата, па да викнеме другарче, пријател, познаник, брат, сестра на некој ваше другарче или на ваш познаник кој што е лице со попреченост, па да биде дел од нашите активности. Само така ќе исполниме конвенцијата и само така ќе направиме достојни услови за живот за овие луѓе. Се додека ние ги држиме надвор и се надвор од сите активности кои што се случуваат, нема социализација, нема инклузија, нема еднакви можности. Меѓутоа, за да се створат еднаквите можности, не само организациите на лицата со попреченост, туку треба и јавните институции, училиштата, локалните самоуправи, потоа сите други институции кои што се од јавен карактер, како банки, како здравствени организации, сите треба да размислуваат за да имаат позитивен пристап и инклузивен пристап кон лицата со попреченост. Тоа значи дека, оно што го спомна Александра, некаде на крајот на прашалникот вика дали имате план и дали имате буџет со кој што вие ќе направите нешто подобро за овие лица. Сега ние како невладина организација во 2002 година, ако може следниот слајд, имплементиравме еден проект каде што во таа далечна 2002, тоа е веќе пред 24 години, сакавме да иницираме ова што вие сакате и вие денес. И на тој начин го започнавме проектот за изградба на првите пристапни патеки и одбележување на паркинг местата во Велес.
И замислете што се случи, значи најнапред јас ги поканив и другите организации на лицата со попреченост, сите беа многу скептични. И рекоа не е можно, нема шанси вие да направите пристапна патека. Па ние од кога имаме направено проекти вакви такви кои не баре пристапната патека, знаете што е нешто свемирски брод или не знам што ние треба да донесеме во Велес. Тоа е се неколку вреќи цименто, ракохвати, не знам што, не е тоа нешто, не знам колкава инвестиција па да не може да се направи. Меѓутоа јас онаква како што ме дал Господ и наетлива реков дека јас тоа ќе го реализирам и ќе го направам. И навистина првата пристапна патека која што постои во Велес и е направена за лицата со попреченост е сега и сегашната патека која што постои на влезот на брзата помош, ако сте биле во здравниот дом. Таа патека е направена од нас како невладина организација со помош на Handicap International, се со цел да покажеме дека доколку се здружиме сите заедно, навистина можеме да направиме нешто. Затоа сега и она што почнав на почетокот е битно. Сите јавни институции да креираат своји буџети, да прават план како да ги направат подостапни сите објекти. И ако излезете на терен, верувам дека вие ќе излезете на терен, прво нешто што ќе треба да гледате секаде е влезот. Колку е широк влезот, има ли можности некој со количка да дојде. И една скала да има, тој што е со количка самостојно не може да помине таму. Потоа што се случува со погорните катови, дали има тоалети пристапни за лицата со попреченост. За луѓето тоа е од физичка попреченост, оние кои што се ограничени во мобилноста. Меѓутоа што е со оние кои што се со оштетен вид, оние кои што имаат можеби се слабовидни, дали има тактилна патека, дали има инструменти кои што им помагаат по звук да се ориентираат каде се наоѓаат и што треба да направат. Потоа, дали има доволно персонал обучен кој што треба да ги прифати овие луѓе. Јас се плашам дека она што ќе го изреализирате во прашалникот, дека скоро во секоја институција во градот има назначено лице за комуникација со лице со попреченост и тоа веќе некој одамна го направил, меѓутоа колку е тоа реално во реалноста и дали тој човек воопшто имал поминато некаква обука, дали ги знае кои се попреченостите на лицата кои што се соочуваат со некаква попреченост, како да му пристапи на тоа лице и што треба да направи. Овој проект ние, ова е пристапната патека, ја направивме во 2002 година со помош на Handicap International. Мене ми е многу драго што и до ден денеска постои. Сега, ако влезете во здравниот дом, веќе има и елеватор, и тој елеватор ќе го однесе на погорниот кат, меѓутоа нешто што е трагично и страшно. Од другата страна на оваа патека се наоѓа Центарот за ран детски развој, каде што треба да се носат кога децата, кога родителите ќе сватат дека станува за некаква попреченост, и тој се наоѓа на третиот кат, а нема ни лифт. Тука се наоѓа и делот за имунизација, исто така, и тоа е со скали. Значи нешто што е многу битно. Секоја мајка своето бебе го носи на раце, со количка, така? Сето тоа треба да биде пристапно, за жал кај нас се уште во Велес тоа не е пристапно. Одиме понатаму. Следниот проект е кампања за пристапно за мене, мое човеково право. Ова е нешто што ние како малце револуционерно го направивме. Проектот имаше за цел да подигне јавната свест за пристапноста и дека таа е всушност човеково право. Со него сакавме да направиме да се намалат или да се отстранат архитектонските бариери кои го ограничуваат движењето на лицата со попреченост. Имавме неколку реализирани активности во рамки на овој проект, тоа е кампањата за информирање на јавноста, промовирање на еднакви можности, инклузија, поттикнување на институциите да обезбедат пристапи во јавните објекти на услугите. И тоа што се случи, ние изработивме налепки, пристапно, непристапно, како што вие сега сакате, дигитално да го направите тоа, меѓутоа пред 20 и кусур години не беше напредната толку информатичката технологија, па не знаевме за овие некои нови моменти и ние изработивме налепници кои што беше многу тешко да се одлепат од влезните врати на објектите. Некои за да ги одлепат мораше да ги стругаат, не знам колку пати да покушаваат и тешко се правеше сето тоа. И ние практично како да направивме герила акција
Излеговме на терен и сите објекти кај што имаше скали, кај што немаше лифтови, ги одбележавме со тој знак на инвалидска количка и прешкртано непристапно. Верувајте дека немаше институција каде што беше пристапно во тој период, немаше буквално ништо. Меѓутоа што излезе од тоа? Од тоа излезе веќе да се размислува да се направи пристапната патека во основното училиште Васил Главинов, која што уште една пристапна патека направена од нас како невладина организација. Во тоа време судот направија, меѓутоа најнапред првата пристапна патека беше како за скијање, заради тоа што не беше по стандарди направена, па ајде со тогашните локални медиуми избеговме да зборуваме малце, да критикуваме и веднаш ја направија оваа сегашна пристапна патека која што ја има во судот и на некој начин сме влијаеле како невладина организација, направија во делот овде на банките, Стопанска банка, Комерцијална банка, можеби не се добро изведени и треба да се направат, бидејќи е многу битно од какви материјали не треба да бидат лизгави, мора да вклучуваат ракохвати и пристапните патеки, си има стандарди за тоа како треба да изгледа, меѓутоа сепак е позитивен чекор од тоа што претходно, значи, сме немале ништо, а потоа се појавило барем нешто. Сега она што го спомна и Александра во прашалникот е многу битно, како понатаму и како да ги убедиме и локалните и националните власти да вклучуваат во своите буџети дека пристапноста е потребна. Никој од нас ние не знаеме, сега сме сите здрави, живи, прави, меѓутоа се случуваат секакви мали несрети, ќе скршиме рака, ќе скршиме нога и во моментот се наоѓаме во ситуација да не можеме самостојно да одиме, да не можеме да пристапиме кон некој објект каде што имаме потреба во текот на денот и тогаш стануваме свесни колкава е потребата на оние кои што секојдневно се соочуваат со такво нешто. Нашата најголема човечка трагедија е тоа кога ние преземаме акција само кога ќе осетиме нешто на својот грб. Не треба да бидеме така и многу е добро што вие како млади луѓе станувате свесни за овие ситуации и можете да понесете како да кажам, иницијатива, да го дадете првиот чекор и на некој начин да им кажете, па чекај, ние имаме другари и пријатели кои што се со некаква попреченост. Тие треба да бидат денес со нас и на културен настан, и на спортски настан. И се треба да биде уредено и направено за нив како што треба. Многу ми е драго што овдека сте млади деца и што имате можност да го направите сето тоа, а ние како невладина организација ќе бидеме тука да бидеме заедно со вас и да можеме да направиме нешто повеќе. Одиме понатаму со слайдот. Јас поголем дел од работите ги кажав. Меѓутоа да не заборавивме уште нешто, ова денеска, искрено да ви кажам, ова е фотографија во јавното предпријатие Дервен. Ја денеска бев испадната малце на терен, па гледав што и како е. Драго ми е што јавното предпријатие Дервен направиле на платниот центар да се наоѓа во приземјето, каде што е пристапен за сите и сите пофалби за тоа. Ова овдека е знак паркинг за лица со попреченост и да, беше кола на лица со попреченост, кое што е вработено во јавното предпријатие. Тоа е нешто што е многу исто битно. Значи, паркинг местата, кога имаме повеќе паркинг места, барем неколку треба да бидат резервирани за лицата со попреченост и секогаш треба да бидат слободни, меѓутоа кај нас тоа не е пракса и не се случува, најверојатно заради тоа што не е казниво. Заради тоа што поминуваме само со устна опомена од полицајците, меѓутоа гледаме дека тоа не вродува со плод. Инаку во таа далечна 2002 година за прв пат се направија првите паркинзи на нашите паркинзи, ги правевме ние како невладина организација, на овој паркинг тука кај Стопанска банка, во централното градско подрачје, кај што сега се прави векатната гаража, кај ловното и искрено да ви кажам, тоа беше настан, заради тоа што дотогаш немало ни одбележани паркинзи. Меѓутоа сега уште да научиме како тие да бидат резервирани за лицата со попреченост. Другата слика од десната страна, тоа е лифтот во зградата на уредот, односно на јавно здравје, каде што веќе може да се стигне и на погорните катови, меѓутоа спомнав дека другиот дел од зградата не е пристапен. Одиме понатаму. Сега како може да се подобри, значи, пристапноста за лицата со оштетен вид?
Веќе кажавме поставување на тактилни патеки на тротоарите и во јавните институции. На тој начин многу повеќе ќе им се помогне на овие лица да можат, значи, да го пронајдат влезот, да знаат на која страна или насока да се движат. Потоа поставување на звучни семафори на пешачките премини. Тоа што сакавме одамна да го направиме овде во општина Велес, имаме само еден семафор, меѓутоа не успеавме да го направиме, а веќе го имавме ставено во еден проект. Ние како невладина ги исполнивме сите чекори, меѓутоа локалната самоуправа во тој период не ги озвучи семафорите. Ознаки на Брајово писмо во институциите, лифтовите и јавните објекти. Ова би требало буквално секаде да биде застапено, бидејќи многу е битно. Сега, за Брајовото писмо да биде јасно и за оние кои што ќе го употребуваат, треба најнапред да се направат курсеви кои да го научат сето тоа. Еве Александра овдека е лице кое што е оштетен вид, меѓутоа Брајово писмо Александра не знае, учела во редовно училиште, бидејќи до тогаш била добра, а после тоа настанува попреченоста и таа во нејзиниот живот сега функционира со тоа што мајка и помага и личниот асистент и помага. Меѓутоа го нема научено Брајовото писмо и сметам дека понатаму за нејзиното, како да кажам, устојување, живење има потреба од такво нешто и најверојатно има потреба и да се организираат такви курсеви. Достапни веб страни и електронски услуги што можат да ги користат лицата со оштетен вид, она што го спомена и Александра, го имате и во прашалникот. Значи многу е битно бидејќи многу ни е лесно на тие што можеме да отвориме, да гледаме, да прочитаме, меѓутоа што со оние кои што не можат да го направат тоа или кои што имаат ограничен вид. Затоа има потреба сите веб страни, сите, како да кажам, нови социјални мрежи да имаат адаптација за лицата со оштетен вид или оние кои што го немаат видот, да можат слободно да ги следат сите случувања. Потоа аудио информации во јавниот превоз и на јавни места. Кај нас јавниот превоз се уште не е пристапен, ниту физички, ниту па со аудио, да се надеваме во некое блиско време или во блиската иднина дека тоа ќе биде така. Одиме понатаму. Сега, што треба да се подобри за лицата со оштетен слух? Бидејќи имаме и лица кои што не користат слушни апарати, кои што не можат добро и да се изразуваат, не зборуваат, и имаат потреба од знаковен јазик. Обезбедување на толкувач на знаковен јазик во јавните институции и во здравствените установи. Не треба да биде лиценциран овој толкувач, туку треба да го има поминато курсот и на некој начин барем да може основните информации да ги земе од лицето со попреченост, бидејќи верувајте, многу е тешко кога ќе отиде лице со оштетен слух на преглед, треба да речеме, на лекар, и кога никој не го разбира што сака да каже, а ниту тој па ги разбира што го прашуваат докторите и останатиот медицински персонал. Доколку нема придружник со него, а најчесто тоа е член од семејството, овие лица навистина не можат да добијат услугата. И тоа е само еден пример, кога станува збор за лица кои што ќе побараат или помош од здравствените институции. Меѓутоа, тие на секој чекор имаат потреба да отидат во банка, да отидат во агенција за вработување, најголем дел од нив се вработени, бидејќи физички се здрави. И затоа е потребно скоро во секоја институција да постои лице кое што ќе го разбира знаковниот јазик. Титлување на јавни информации, видеа и настани, тоа всушност значи десен нагол, ако гледате на вестите и ако гледате некои снимени документарни филмови, најчесто македонската телевизија, треба да ја пофалиме во тој однос, значи буквално скоро целото, како да кажам, сите оние информативни емисии, се што имаат, така во правосум, се им е обезбедено толкувач на знаковен јазик. А тоа би требало буквално да биде за се. За целата програма, заради тоа што е потребно лицата кои што се со оштетен слух. Сега, ако има доле и напишан текст, добро е, заради тоа што барем тоа ќе можат да го прочитаат и на тој начин да се информираат. Визуелни известувања, екрани, светлосни сигнали, наместо само звучни известувања. Ова е многу битно за оние луѓе кои што им оштетен слухот и сега тие не слушаат, не можат тоа да го осетат преку слухот, меѓутоа ако гледаат дека таму нешто им трепка или оди некоја порака,
тие ќе го разберат сигналот кој што се дава, дали треба да се оди десно, лево, дали овдека е, да речеме, шалтерот за чекање или така натаму, и на тој начин ќе можат да добијат информацијата. Рековме за обука на вработените за основна комуникација со лица со оштетен слух и подобрена достапност на образовни и културни содржини, што исто така значи не треба да ги исклучува културата, спортот и така натаму овие лица, туку еве треба да се прилагоди и тие да можат да бидат активни следачи на овие настани. Сега одиме што можеме да направиме за да се подобри физичката пристапност за оние кои што се наоѓаат во колички, во одолки, се со хемипареза и така натаму. Значи поправка и проширување на тротоарите. Тоа многу ни треба. Значи најчесто на тротоарите се наоѓаат и возилата, најчесто тротоарите преминот на пешачките премини воопшто не е прилагоден, ние значи со благи, како се вика, рабници, со благи рабници, туку тоа се високи, и ако од едната страна е прилагодено, од другата страна веќе лицето кога ќе помине, навистина му треба, не знам, со нешто да биде подигнат за да помине од другата страна. Страшното е тоа што ако пуштиме лице со попреченост во количка во Велес, мислам дека никаде нема да стаса од една до друга точка, бидејќи предпоставувам на секој метар и на секој чекор се наоѓа бариера. Изградба на рампи и спуштени рабници на сите пешачки премини, тоа веќе го кажав. Повеќе пристапни паркинг места, значи да им бидат резервирани паркинг местата, не само да бидат хоризонтално и вертикално одбележани, туку тие и навистина да бидат ослободени. Пристапен јавен превоз и јавни институции, веќе кажавме за јавниот превоз, дека не е пристапен, јавните институции исто така. Отстранување на пречките од тротоарите, столбови, возила, канти, кој што му дошло, тоа се ставил на тротоарот и едноставно ти не можеш да поминеш. Имаме на мајка во невладината организација, вика, искрено ти кажам, вика, кога ќе помислам да испаднам да се шетам надвор, не знам попрво од што да се пазам и на каде да одам. И така им е тешко да буткаат количката, уште да размислуваш каде, што треба да направиш, односно само наместо само да си се шеташ и да уживаш во прошетката, ти цело време размислуваш од кај ќе ти биде полесно, каде треба помалку да дигнеш, и навистина тоа е заморно. И редовно одржување на пристапните патеки во смисла дека треба секогаш да бидат во функција, дека не треба да бидат изработени од лизгави материјали, дека треба да нудат сигурност на лицето кое што оди по пристапната патека и така натаму. Одиме со уште еден слайд. Ова е влезот на фондот за здравствено осигурување и фондот за пензиско осигурување. Ова е денешна ситуација, значи, ваква е ситуацијата во последните 30 години, внатре во зградата имате уште скали за да стасате, а сите лица со попреченост имаат потреба од здравствено осигурување, имаат потреба од вработување, имаат потреба од се, меѓутоа едноставно можат да чекаат по дворот и да чекаат некој, не знам, да дојде и да ги однесе, меѓутоа тоа е тоа, одиме понатаму. Ова е општина Велес, исто непристапна, и во влезот и нагоре во катот не е пристапна, горе имаме свечена сала, имаме електронска сала, имаме канцеларии, каде што навистина сите имаме потреба да отидеме, па имаат потреба и лицата со попреченост. И мене ќе ми биде многу драго градоначалникот да организира еден приемен ден кај што ќе можеме сите да отидеме заедно, па и овие лица со колички да можеме да ги качиме горе. Одиме понатаму. Ова е сега како еден заклучок и како една препорака, дека пристапноста не е само изградба на рампи, туку создавање на општество во кое секој човек има еднакви можности да учествува, работи, учи и живее достоинствено, она што ви го кажав и претходно. Значи, бариерите не се во лицата со попреченост дека тие се во таква состојба. Бариерите ги правиме ние околу нив и самото општество, како да кажам. Нас ни треба многу малку за сето тоа да го претвориме да изгледа малце поинаку. Проектите на нашето здружение представуваат значаен чекор кон создавање на поинклузивен град, а се надевам дека и вашиот проект ќе биде значаен чекор кон создавање на поинклузивен град.
И ме станува само да ви се заблагодарам еве од мое име, ако имате нешто можете да ме прашате, меѓутоа се заблагодарам еве и од името на Оле, на Бранкица и на, ајде повелете, дојдете, на Оле, на Бранкица и на Александра, еве и на новата другарка што ни стаса во моментот. Да, ете така. И да ви препорачам дека не треба од ништо да се плашите, туку едноставно да станете еве дел од нашите поддржувачи и дел од луѓето кои што ќе ни помогнете Велес на вистина да стане пристапен и да биде, како да кажам, не да ограничува никого, туку да им дава права и еднакви права на сите граѓани во Велес. Ви благодарам многу. Господја Златева ни представува огромна чест да биваме денес за наш соговорник. Во продолжение ќе ги поканам младите учесници во проектот да ви постават прашања со цел да ги дознаеме нашите заложби и можности, со цел сите заеднички да придонесеме никој да не остане позади вратите. Повелете. Господи Златева, моето прашање беше со какви пречки најчесто се соочуваат лицата со церебрална парализа и други попречености кога сакаат да пристапат на некој јавен објект и како тие пречки влијаат во нивниот секојдневен живот? Јас не сакам да зборувам од нивно име, Оле, дали ти би сакала да кажеш што представува пречка за тебе кога еве си излезе на надвор и кога треба да одиш некаде? Ајде дојди овде да кажеш и што ти се случува. Ја мислам дека од неа е подобро да слушна колку ја да објаснам. Ајде, Оле. Да. Јас кога испејам од градата, ма скали и може да памам. И кога одам ми се вртат, ми се помедуваат нозите, ајде. Што е потребно за да не паѓаш, Оле? Што ти треба првено зградата? Што треба да имаш? Да не се силуваш по скали, што треба да има зградата? Лифт, зборни гласно тука. Лифт треба да има, да има на влезот што треба да има? Патека. Така, за да не ти кача до спалите, да имаш начините ти да болесно. Тротоарите какви треба? Ја, ограда. Тротоарите какви треба да бидат? Убави, право да нема вакви Добро, да нема дислокираци, туку да бидат спуштени и да не бидат скопани, туку да бидат рамни. Да биде. На пешачки што ти смета најмногу? Што не можеш лесно да преминеш? Да. Така? Да одиш и ти паднеш. Што ти треба тебе цело време за да бидеш безбедна додека си спадната? Некој да те придружува, да биде до тебе, ти треба? Мама е тука до мене и секогаш одам со неја за сама. Или со друженијата со некој асистенти од членовите на Сдруженијето. Да. Слушате, значи, колку е тешко кога не можеш самостојно да функционираш и навистина представува пречка за овие луѓе да можат безбедно да дадат. Многу често и се случува да падне. Има среќа што до сега не се повредила многу. И ајде секогаш ќе тераме на шега, нели дека така мешајте повеќе ќе појаснат на тој начин, знаеш, да ја упражниме болката што ја чувствува во моментот. Меѓутоа, веруете, е многу тешко. Многу е тешко и затоа треба еве сите да се потрудиме да направиме Олето повеќе да не ги доживува тие стресни ситуации од секој нејзино излекување. Таа дори се плаши да испадне од дома и многу често ја знам да отидам да земам со колата од презграда, да донесам до некаде и да дојдам. Исто така, јавниот превоз не е пристапен, значи не може да оди со бутвињата, со автобусите, капивеш и трга автобусот. Не те почекува да седнеш, да се разпоредиш. Или па, кога катувиш во автобусот, оди, ти ќе паднеш во некој до него си паднеш тука. Фала ти, Оле. Ето, значи, тоа се отприлика ситуациите во кои што се наоѓаат лицата со мобилност, кои што имаат некаква пречка. Благодарам.
Во рамките на нашиот проект младите ќе мапираат пристапноста на институциите. Што би значило ова за вас и за лицата кои ги представувате? Ако младите станат двигатели на овие промени, а не само наблюдувачи? Сега не знам дали се слушала или слуша? Да. Јас и во презентацијата ви кажав, мене ми е премногу драго ако вие ни помогнете да го решиме деценискиот проблем. Пред се ќе бидат многу среќни Оле, Бранкица, Александра, буквално сите ќе бидат многу среќни, бидејќи нивните родители ќе бидат многу среќни, бидејќи ние секогаш кога имаме средби, постојано го разговараме тоа и постојано потенцираме дека не е направено ова, не е направено тоа. И е многу битно, еве сега, значи јас се радувам што ни умасовува бројот на луѓето кои што ќе не придружуваат по оваа наша, да не кажам борба, ама на некој начин е борба, бидејќи постојано посетуваме, постојано кажуваме, меѓутоа некако не се слуша нашиот глас, а заеднички еве можеби ќе успееме многу повеќе. За нас е многу битно и да благодариме што еве сте го смислили овој проект и што можеме заеднички да направиме нешто. А многу ќе им значи многу. Верувајте, еве слушнавте како Оле кажува, така да многу ќе им значи на сите лица со попреченост и на сите нивни семејства. Моето прашање е, освен да ги евидентираме проблемите, што можат младите да направат за да покажат вистинска солидарност, поддршка и емпатија кон лицата со попреченост? Она што ви го кажав и претходно, значи заеднички активности, секогаш кога ќе правите нешто да ги поканите, да ги вклучите. Дали ќе биде културен, спортски настан, дали, верувате, ние можеме се. Сме успеале да се качиме и на планина, и пешачиме, и планинариме, и глумиме, и пееме, и играме, и одиме на летување, имаме и екскурзии, меѓутоа многу ретко или пак на како да ви кажам, сите тие наши настани доаѓаат луѓе, меѓутоа бројката не е многу голема. Мене јас се видам среќна ако успееме да направиме или вие да инициирате неколку активности каде што примерно ќе ги вклучите и лицата со попреченост и на тој начин многу повеќе ќе научите за нив и ќе видите дека во тој дел не постои никаква пречка или нешто што е страшно, туку верувајте, и ако на некој начин можеби сте се плашиле како ќе изгледа сето тоа, првите неколку контакти можат да бидат такви. Меѓутоа понатаму ќе видите дека ние функционираме исто како и сите други. Нема бариери ако ние не ги направиме бариерите. На некој начин ние ги правиме бариерите и затоа мојата препорака, топло ви препорачувам еве да правите активности, а да бидат присутни лицата со попреченост. Така ви благодарам. Моето прашање е која е пораката што ви сакате да упатите од младите волонтери кои ќе посетуваат институциите и ќе разговараат со граѓаните за пристапност? Како тие можат да бидат глас на една поинклузивна заедница? Јас што би препорачала, значи најнапред убаво ќе се подготвите. Пред да одите во институцијата убаво да разгледате, да видите каква е, што е, за да имате подготвено и вие сет на прашања, вие веќе ги имате, меѓутоа да го етикетирате директно она што е најболното во однос на пристапноста за таа институција. Многу е битно да разговарате со одговорното лице за таа институција, да го прашате имате ли план како да надминете непристапноста и како да го направите овој објект да биде попристапен, издвојувате ли финансиски средства да ги поставите тие прашања и на крајот на криштата нели дека вашата институција треба да биде достапна за сите, а не некој луѓе да ги отстранува, да ги изолира и да ги остава зад вратата, бидејќи можеби најсилната порака би била дека вие како млади луѓе го согледавте проблемот, редно е да го согледаат и повозрастните. Само на тој начин ќе го надраснеме овој проблем и ќе се создаваат или ќе доаѓаат генерации кои што веќе се освестени во однос на непристапноста, туку ќе бидат еве сосема спротивно, ќе бидат на вистина со многу голема свесност дека треба да правиме еднакви услови. Мислам дека тоа би било како една добра стратегија за пред сите оние институции каде што ќе одите, а добро е да разговарате со одговорните лица во тие институции.
Како изгледа вашата визија за град во кој што секој човек, без разлика на неговата попреченост, дали има дете со количка или е постаро лице, може да ги користи сите јавни услуги непречено и достоинствено? И како младите може да помогнат во реализирањето на тоа? Така. Со тоа што вие веќе го истапивте првиот чекор, ова е еден навистина голем чекор, бидејќи досега никој друг освен организациите на лицата со попреченост не се охрабриле да работат на ова поле и да прават некакви општествени и локални, да кажам, промени. Така да јас што имам да ви порачам вас, имам да ви порачам дека она што сте го замислиле како активност да го изреализирате до крај, да направите добра евалуација. Многу ќе ми биде интересно да споделите мапата, бидејќи е многу битна и сакам јавноста да ја види, да ја слушне. Секако ќе мора многу повеќе да се работи со локалните власти, со градоначалникот, со советот на општина Велес. Се надевам дека ќе имаат слух за оваа работа, бидејќи е многу потребно да бидат вклучени, бидејќи без нив, без носителите на политичките одлуки, ние буквално не можеме да направиме ништо. Значи и во оваа ситуација кога се прават новите улици, ги прави нашата општина, меѓутоа оние кои што се надлежни, кои што седат во одделот за урбанизам и за планирање, тие ги знаат сите пропозиции како треба се да изгледа и како треба да биде. Многу е битно, може би во прашалникот најбитно е да ги посетите делот за урбанизам, заради тоа што се што се прави во градот е дело на тоа што тие го ставиле на хартија или го прават во моментот, а многу е битно, значи, тие во своите проекти да ги вклучуваат сите овие компоненти за да имаат пристапност. Сега мојата визија која е? Мојата визија се радувам ако визијата ми се исполни за некоја година да го видам Велес комплетно пристапен, се си функционира како што треба, доволно паркинг места, тротоарите се супер, пристапите на пешачките премини се супер, семафорите супер функционираат и звучно и светлосно секако. Сите институции функционираат и ако еве едно лице со количка, со електрична, речено го пуштиме и нема ни една бариера, е тоа мојата визија за пристапност. Тоа функционира секаде во светот, зошто да не биде и кај нас во Македонија. Сите многу подостоинствено и поубаво се чувствуваме во некоја друга западноевропска земја или не знам, разбирате, каде да отидеме во Америка, во Канада, каде што свесноста и на носителите на одлуки, и на луѓето, на граѓаните пораснала толку многу што едноставно никој не прави бариери, само гледа да создадат услови еднакви за сите, така да се надевам дека и кај нас во најскоро време, а инаку тоа ми е мојата животна визија, не знам како да кажам, дека сакам Велес да го видам, па и Македонија, место кое што ќе биде достојно за живење, каде што лицата со попреченост еднакви се чувствуваат еднакви со сите, заради тоа што тоа го заслужуваат и тие се дел од нас. Ви благодарам. Благодарам и јас. И сега пред повторно да ги повикам младите лидери од проектот, предлагам да ја проследиме видео пораката од Стефче Дечев. Стефче е креатор на проектната идеја и извршен директор на фондација ImpactNet. Додека тој е со работни ангажмани во Европа, ние сме овде за реализација. Поздрав до сите присутни. Поздрав до тимот на XYZ, Зелената генерација, потоа поздрав до тимот на Impact Media, до сите присутни, поздрав до Далиборка, до Александра. И драго ми е да ве видам во целиот тој состав што сте собрани со младите лидери од Велес, кои што се спремни да ја го променат градот, да го трансформираат, да покажат еден прекрасен хуман пристап на промена, која што сакаме како фондација со сите вас да ја направиме, да ја покажеме и Велес да биде општина на трансформација, на дигитална инклузија. Ова е еден нов проект кој што го креиравме. Искрено се инспирирав пред година и пол, мислам, чинам беше кога имавме подкаст со Далиборка Златева. Поздрав до тебе, Далиборка, каде што видовме што се работи низината организација и како активен граѓански активист беше за мене плюс инспирација да согледаме дека можеме дигиталните алатки да ги употребиме во дигиталната инклузија. Затоа овој проект го нарековме Младите мапираат за дигитална инклузија, со тоа што сакаме
пред се од јавните институции да почнеме, да се менуваат, да бидат достапни и пристапни за сите, за лицата со попреченост, за родители и старатели со детски колички, за лицата кои што користат помошни помагала при движења или за лицата со оштетен слух и вид. Никој не смее да остане позади вратите. Среќен сум што со координација на Александра Димитриовска и со целиот тим на младите волонтери со кои што имаме прекрасна соработка оваа измината година и верувам дека и понатаму ќе имаме успешни активности, ќе допринесеме или ќе придонесеме Велес на вистина да постане еден пример. Останете фокусирани на промените. Зелениот договор на Европската Унија е голема алатка што го започнавме да го промовираме. Сите овие можности со нашите донатори обезбедуваат начин да бидете активно граѓанство, да бидете млади лидери кои што ќе донесат добро за општеството, за градот, за државата, но и меѓународно. Ве повикам да се вклучите. За мене тоа беше голема можност кога започнав уште на 11 години во граѓанскиот сектор и продолжувам. И сега сум уште повеќе мотивиран со сите вас. Работам сега повеќе меѓународно, но верувам дека со инволвираноста на сите вас заеднички можеме да продолжиме со успешна реализација на сите овие проекти. Уште еднаш ве поздравувам. Очекувајте низа активности што ни следат во сите проекти, посебно во овој нов проект кој што го имаме, кој што е со хумана цел. Имајте успешна работа, плодоносна работа и се гледаме наскоро. Започнавме со реализација на проектот Дигитален зелен пристап Open Doors Veles for All. Младите ќе ја мапираат пристапноста на јавните институции. Му благодарам и на Стефче за топлиот поздрав, а сега повторно ги повикувам младите лидери од проектот Дигитален зелен пристап, младите мапираат за инклузивна демократија, да ни дадат дополнителни информации за апликацијата и мапирањето. Значи, покрај ова првична работилница и промоција на овој проект, ќе имаме уште една работилница и промоција на апликацијата, која, како што веќе беше спомнато, младинските тимови ќе спаѓаат и ќе ги мапираат пристапностите на институциите со црвена, жолта и зелена боја, црвената како непристапни, жолтата како делно пристапни, зелената целосно пристапни. И ние искрено како тим се надеваме дека ќе гледаме што помалку црвени и жолти институции, што повеќе целосно пристапни институции. Благодарам. Покрај изработката на апликацијата и мапирањето на институциите, ќе влијаеме за подигнување на свеста на народот, како и кампањи на социјалните медиуми и класичните медиуми. Сакаме заеднички да ги презентираме резултатите и препораките за политики пред представниците на општината и раководителите на институциите. Сакаме да го видиме Велес трансформиран и пример за општина. Па овој проект да имаме можност како искуство да го препорачаме кон другите општини. Сакаме Македонија да ја видиме трансформирана и инклузивна. Како млади, сакаме преку дигиталните алатки и иновации да креираме транспарентност и одговорност. Сакаме да овозможиме граѓанско застапување засновано на докази, предводено од младите. Да го прошириме дигиталното граѓанско учество на маргинизираните групи и сакаме да создадеме структурен диалог меѓу младите и граѓаните и носителите на одлуки. Сакаме да придонесеме за зајакната локална демократска култура и инклузивни политики, со кои ќе обезбедиме никој да не биде исклучен од дадениот живот поради физичките бариери. Почитувани, со ова истрпевме денешната агенда на оваа прва тренинг работилници и промоција на проектот Дигитален зелен пристап, младите мапираат за инклузивна демократија. Да ни престои активно лето. Пред се, како што кажа Александра, ќе очекуваме одговор на прашањето за само проценка за пристапност од институциите, а потоа ние одиме на терен.
Следната средба ќе биде со информации колку нашите институции се пристапни, а на мапа ќе видиме нивната пристапност или состојба која ќе мора да се менува. Ви благодариме за вашето денешно присуство и искажаната поддршка. Веруваме дека овој мал проект ќе отвори можност за голем придонес на светлина и засените податоци ќе креираат нова слика за нашиот град и држава. Ве молам, поведете на мало освежување. You